Уште еднаш добро вечер за сите слушатели кои што ја слушаат емисијата Гласот на вистината. Се надевам дека ова вечер ќе биде благословена и исполнета, се разбира, со Духот Свети. Почитувани, зборуваме за големите прашања за животот. Од каде сум, зошто сум на овој свет и каде после смртта. Дали има смисла нашиот или нашето постоење на овој свет? Која е смислата на нашиот живот? Има ли смисла да се живее во овој свет? Свет со тага, свет со разочараност, болка, солзи, осаменост и изгубеност. Навистина, има ли смисла или вредно е да се живее? Ова се многуте прашања кои што го изморуваат нашиот живот и прават огромен притисок во нас. Може би си поставуваш прашање, каде е Бог врз сета ова агонија, која што го уништува нашиот живот? Пријателе, сакам да ти кажам оваа вечер, дека Бог е секогаш до тебе, иако ти не го гледаш. Тој те познава и знае со каков притисок се соочуваш. Тој ја знае твојата тага и тој го знае твојот, се разбира, проблем. Тој е Ел Рој, Бог што гледа се, Бог кој што слуша. Еве заедно ќе отвориме во книгата Излез, 2 глава, и ќе го прочитаме 23-тиот, 24-тиот и 25-тиот стих. И ќе видиме таму, се разбира, што ни е запишано. И еве што ни вели Словото Господово. А по многу време умре египетскиот цар, а синовите израелски уште овка од маките и викаја. И пискотот нивни од тешките маки дојде до Бог. И Бог го чу овкањето нивно и се сети Бог на заветот свој со Аврам, Исак и Јаков. И Бог погледна на синовите израелски, па се смили над нив, ни вели, се разбира, Словото Господово. Потоа во таа иста книга, книгата Излез, 3 глава, ќе го прочитаме 7 и 8 стих и ќе видиме, се разбира, што Господ ни зборува. И Господ рече: го видов страдањето на мојот народ во Египет и го чув пискотот негов од назорниците. Позната ми е маката негова, па слегов да го избавам од раците египетски. Почитувани слушатели, не заборавајте, кога зборуваме за притисоците, проблемите кои што го притискаат нашиот живот, се разбира, Библијата зборува дека сите тие нешта на еден начин кој што го прават нашиот живот да биде ужасен, Бог и го познава нашето страдање. Бог ја познава нашата осаменост, нашата огорченост, тага, солзи, измореност. Бог ја познава. И тој знае со каков проблем се соочуваш и ти и јас. Бог знае се за тебе. И не само што знае се за тебе, туку Бог знае за секого. Бог знае за сите нас, се што нас, се разбира, ни е потребно. Почитувани слушатели, сакам само на вистина да се напомениме оваа вечер дека Бог не е далеку како што ние размислуваме, дека тој не гледа и не слуша. Може би некој си поставува прашање дали воопшто Бог постои. Ако не постои Бог, тогаш која е смислата на нашиот живот? Која е смислата на нашето постоење на овој свет? Дали воопшто има смисла нашиот живот, се разбира? Еве ќе отвориме во Псалм 50:15, се вели: повикај ме во тежок ден, јас ќе те избавам, а ти ќе ме прославиш.
Повторно псалмистот Давид од свое лично искуство зборува дека Бог е присутен и тој ја знае секоја наша скршеност. Тој знае со се што ние се соочуваме и тој е тука меѓу нас. Почитувани слушатели, иако Бог не е присутен, така ние размислуваме заради тоа што ние со нашите собствени очи не можеме да го видиме. Но ако го побараме со очите на нашето срце, ќе можеме да ја видиме таа Божја присутност во нашиот живот. Во сите наши препреки, со кои што ние, се разбира, се соочуваме. Повикај ме во тежок ден и јас ке ти помогнам. Јас ке те избавам, вели Господ. Бог е изворот на животот, Библијата вели. Значи, ние не сме случајност, туку Бог е изворот на нашиот живот. И тоа не смееме никој од нас да го заборави. Бог е секогаш, се разбира, тука меѓу нас. И тој сака да ни помогне, затоа што ние сме од Бога. Ние сме промисла на нашиот Господ и Спасител. И тој е тука секогаш, се разбира, меѓу нас. Еве што вели во книгата Постанок, 1 глава, 1 стих. Во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. Потоа во таа иста книга, 2 глава, 7 стих вика: и Господ Бог го создаде човекот од земен прав и му дувна во лицето дух животен и човекот стана жива душа. Пријатели, сакам оваа вечер навистина да те прашам, дали навистина размислуваш дека ти си случајност на овој свет? Дека по некој случаен пат си дојден тука, на овој свет? Не заборавај, Бог има план за твојот живот. Никој еден од нас не е случајност на овој свет. Ти не си случајност. Ти си Божја слика. Ти си круна на Божјото создание. Бог те создал прекрасно. И тој сака прекрасно да живееш. Без огорченост, осаменост, без надеж. Тој сака да биде дел од твојот живот. Да те прашам, дали ти сакаш Бог да биде дел од твојот живот? Тоа е вистинското прашање кој што треба да си го поставиме. Ако веќе сме трагачи по смислата на животот, ако веќе размислуваме дали има смисла нашето постоење на овој свет, дали го имаш досега побарано Господ и го имаш повикано во твојот живот? Ако се уште го немаш тоа направено, ова вечер е можноста дадена од Бог да можеш да го повикаш Бог во твојот живот. Тој не е далеко, тој е до тебе, само ти не можеш да го видиш. Но повикај го, ќе можеш да го запознаеш, лично да го запознаеш и тој да биде твојот најдобар пријател во твојот, се разбира, живот. Еве што ни вели пророкот Исаија во 44 глава 2 стих. Вака вели Господ кој те создаде и те обликува, кој ти помага уште во мајчината утроба. Јас сум твојот создател. Јас се грижев за тебе уште пред да се родиш. Еве што вели пророкот Еремија во 1 глава, ќе го читаме 4 и 5 стих. И еве што ни вели словото на нашиот Господ и Спасител. И му беше упатено словото Господово, пред да те обликувам во утробата, јас те познав, и пред да излезеш од утробата, јас те посетив, те поставив за пророк над народите. Ти не си случајност. Твоето раѓање не е грешка. Ти си круна на Божјото создание. И тоа не треба никогаш, ама апсолутно не треба никогаш да го заборавиш. Бог е тој кој те креирал, Бог е тој кој те создал. И тоа не треба да го заборавиш во ниеден, апсолутно во ниеден случај.
Ти не си случајност на овој свет, ниту пак твоето раѓање, се разбира, Библијата вели, не е грешка. Твоето раѓање не е грешка, ниту пак се должни на среќни околности. Твоите родители можеби ниту па те планирале, но Бог те планирал. Тој воопшто не бил изненаден кога ти си се родил. Туку напротив, тој го очекувал твоето раѓање. Долго време, пред се да бидеш зачнат од твоите родители, ти си бил зачнат во мислите на твојот Создател, Бог. Тој е оној што прв промислил на тебе. Не судбината, среќата или случајноста, што живееш и дишеш токму сега. Ти си жив, бидејќи Бог сака или Бог те создаде. Библијата вели, Господ ќе ја исполни својата цел за мене. Тоа е запишено, се разбира, во Псалам 138. Господ ќе ја исполни својата цел за мене. Ти не си случајност. Бог те создал, Бог те креирал и тој не бил изненаден кога ти си дошол на овој свет. Можеби многу мина, па дури твоите родители биле изненадени, но Бог те знаел и те познавал уште пред да дојдеш на овој свет, затоа што тој те обликувал и ти си бил во мислите Божи. Ти не си случајност. Бог те креирал, Бог те создал. И ти си круна, се разбира, на Божиото создание. Нека навистина Бог не благослови. Ние не сме случајност. Бог е секогаш со нас. Тоа се Божите ветувања дадени. Но прашањето е, дали го имаш повикано Бога и дали му веруваш? Ако тоа го немаш направено, еве, оваа вечер постои можност, Бог ти дава отворена врата, отворена шанса да го повикаш. И тој има прекрасен план за твојот живот. Почитувани слушатели, имајте убава и благословена вечер. Се разбира, Господ нека биде со вас. Господ нека ве благослови. Не заборавајте, при секоја тага, огорченост, болка, солза, Бог гледа и Бог знае се. Тој е Ел Рој, кој гледа се. Бог ја позна, ја виде, го виде страдањето на својот народ во Египет и одлучи да му помогне, да го изведи и да го постави во ветрената земја, во земјата во која течеше мед и млеко. Едноставно Бог ни го посакува само најдоброто и ништо повеќе. Имајте убава благословена вечер. Господ нека биде со сите вас. Тој нека ве благослови и тој нека ве води и вас и вашите најблиски. Се слушаме, се разбира, до наредната емисија. Емисијата Гласот на вистината. Пријатна вечер.